Ова е недела каде што започнуваат новите протоколи, каде што се отвара островот и каде што многу врати кои што беа затворени во изминативе скоро 2 години, а посебно последните 6 до 7 месеци од 1 јуни стартуваат со можност за отварање комплетно на туризмот на островот. Бидете тука, се што е ново ќе чуете во оваа епизода. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment, vacancies, week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started. Денеска бев на аеродром во Луа, аеродромот во Малта, единствениот што е, за да видам каква е ситуацијата на лице место. Она што до сега беше најавено дека ќе се отвори, дека ќе функционира, сакав да го проверам. И така е. Ако до вчера буквално се беше затворено на аеродромот, беа поставени паравани каде што не смееше да се мешаат оние што пристигнуваат и оние што заминуваат, а нималку пак влез на лица кои што немаат никаква поврзаност со конкретните летови да бидат присутни внатре, од денеска тоа не е така веќе. Значи, се е подготвено за јунското отварање на островот. Функционира буквално се на аеродромот, дури фришоповите се комплетно отворени. Не можев да снимам, не ми дозволија, нормално на аеродром е забрането тоа, требаше да се вадат посебни дозволи, за кои што немав многу време во периодот од пред 24 часа до денешното отварање, како подготовка за утрешниот ден, официјално, нели, од јуни стартуваат тие протоколи и само ќе ви кажам дека функционира се како некогаш. Сите дуќани работат, сите ресторани работат, фришопот ми е добар репер, бидејќи беа тргнати и пијачките, и парфемите, и се можно. Тоа кажуваше дека се наоѓаме во една специфична ситуација на островот, сега веќе е функционална. Што се друго се отвара? Читајте сега. Веќе можете да го симнете и сертификатот кој што е важен за патување низ земјите на Европска Унија, значи дигитален и во PDF формат да си го испечатите. Сега ќе го погледнете долу линкот на кој што ќе може да се закачите,
да се пријавите ако сте вакцинирани и ако поминале 14 дена по втората вакцина. Значи тој сертификат ќе ви биде за важност за патување во било која од земјите членки на Европска Унија и нормално за враќање назад во Малта, кој што сертификат веќе не ве задолжува и не ве обврзува да имате ПЦР тест. Тоа е едно. Втората работа која што е важна за островот е денеска веќе се повеќе се намалуваат бројките, само 2 нови случаи, 66 активни, значи одиме до онаа бројка која што ќе биде 0 активни случаи на островот и практично нема да има веќе ковид, конечно и фала Богу. А она исто така важна работа е која што денеска беше објавена, се однесува на остатокот од вакцинираните, над 70% од островот е веќе вакцинирано, но ќе прекине вакцинирањето за неколку дена, бидејќи недостасуваат вакцини. Тоа значи дека се досега купено е употребено, се чека нов контингент, а бројката која што беше кажана денеска е дека Малта потрошила досега на вакцини околу 100 милиони евра. Тоа е таа бројка која што едноставно ја внесе Малта во отварање комплетно. За протоколите кои што наскоро ќе настапат и однесувањето во склоп на кога, каде, маски, отворено, затворено, веќе ги кажавме и во минатата епизода, значи комплетно олеснување на сите оние рестрикции кои досега ги имавме. Entertainment. Vacancies. Week Top Stories. Авионските компании веќе ги објавија своите протоколи, тоа е добро, но важи само за земјите кои што ќе бидат на зелената листа за Малта. Тоа подразбира или ПЦР тест направен 72 часа, или сертификатот кој што ви го зборев за вакцинирани и толку. Влезот е нормален. Сега, за сите оние што не се на зелената листа, за жал таму е и Македонија, ќе мора да се помине карантин од 14 дена. Не ги слушате оние кои што велат да, никој ништо не ме праша, не сум во карантина. Значи тоа не е законски. Без разлика дали може да налетате на некого на аеродром кој што нема да ви го соопшти тоа, законот го кажува прецизно. И ако ве начекаат, а да не сте во карантин, дојдење тоа многу лесно се проверува преку пасош, казните се големи, или ако го кршите карантинот и така натаму. Законски е тоа децидно. Нели е земјата на зелената листа, 14-дневен карантин е задолжителен, плюс ПЦР тест негативен. Значи без разлика на тестот што мора да е негативен, задолжителен е карантинот. Од тие причини може би нема да биде отворен летот Малта-Скопје за оваа година. Не знам, ќе видиме, ќе причекаме, без разлика што аеродромските власти и државата го отвори за воспоставена дестинација. Значи, останува на авиокомпанијата да ја воспостави дестинацијата. Во однос на државата е овозможена. Сега веќе изборот и пресметките си ги прави само авиокомпанијата, дали ако го отвори летот, ќе има патници, бидејќи кој би сакал да дојде од Македонија, да слета во Малта, да биде во задолжителен карантин 14 дена, па дури подоцна да тера одмор. Не знам, но сепак да прецизираме, тоа е ставена на одлука да донесе секоја авиокомпанија сама. Што се однесува до Air Malta, до Ryanair, до сите останати, денеска ги објавија протоколите дека сертификатот или негативен ПЦР тест без никаков карантин е возможно да се влезе во нивните авиони, во таква авиокомпанија и да се слета во Малта.
l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! На сите добри работи што денеска ги слушнавме и од протоколи, од пресконференции и од ослободување од оние рестрикции, има една лоша работа што денеска излезе, а тоа е она листа на анкетирани преку 12.500 луѓе од 187 земји од светот во различни категории, која се прави листа каде е најдобро за живење за странци кои што сакаат да дојдат во земјите и да работат, и каде е најлошо. Малта, ако пред 7-8 години беше меѓу топ 10 за најдобри за живење, сега е во најдолниот дел на листата меѓу топ 10 најлоши места за живење, и таа листа од прилика изгледа вака, а се однесува на истражувањата во години назад. 2016 паднала за 2-30 места, 2017 исто така, за сега да дојде по оние поставени преку 30 прашања на анкетираните, како се чувствуваат во земјата, дали се среќни, каква е сатницата, какви се условите за работа, каков е стандардот, какви се кириите и така натаму. Имаше еден добар коментар кој што го прочитав доле по објавувањето на таа листа, вели една вработена тука, нормално странец, вели 2016 кога дојдов тука сатницата ми беше 5 евра, а киријата на станот ја плаќав 350 евра, сега сум исто така во истиот стан, киријата ми е 850 евра, а сатницата ми е повторно 5 евра. Тоа до некаде е точно, но како и да е, и покрај оваа листа, фактот дека Малта се отвара по оваа пост-ковид долга зона, интервал од скоро 2 години, е недостатокот на работници. Точно така, и тоа се чувствува токму сега кога почна туризмот и кога се отвараат буквално сите хотели, сите ресторани, недостаток на келнери, недостаток на шанкери, недостаток на домакини, недостаток на хаусмајстери, баш оние категории кои што ги обслужуваат хотелите. Буквално нема. Проблемот е што дојдоа многу во изминатиот период од Филипини, Пакистан, Индија, но очигледно дека малтежаните повеќе ги сакаат луѓето од балканските простори, на кои што не име овозможено сега, за сега под наводници, ова ќе го кажам, со мала доза на резерва, да дојдат туку така, бидејќи се уште важат рестрикциите за луѓето кои што доаѓаат од земјите од третиот свет, дека мора да имаат лична карта малтешка, дека мора да ги имаат оние 14 дена на карантина и така натаму. Се надевам дека тоа се ќе се промени наскоро, бидејќи и самите собственици на сиот бизнис во туризмот сваќаат дека тоа мора на некој начин да се промени за да се обслужи целиот тој сектор. Што се вели вака пластично кажано, се јавуваат самите газди, велат донесете ако имате пријатели да дојдат одма ќе ги вработиме. Не е шега воопшто, бидејќи тоа ќе се почувствува наскоро во периодот кој следи. Но се надевам дека тоа
бргу ќе се промени и дека повторно ќе се отворат вратите како што беше тоа некогаш. А со склоп на ова што го кажувам и дека стандардот по полека ќе се врати на едно ниво кое што беше во изминатите години. Останете уште малку тука, останува рубриката Out и In, што беше интересно во изминативе 7 дена. Јас ќе останам да уживам на сонцето и го чекам туризмот. И другари, ве чекам вас. Летово се надевам дека почесто ќе се гледаме тука на островот, на ова прекрасно чисто време, незагаден воздух и сонце и море. Зар не е тоа она што ни треба и што ни недостасуваше во периодот? This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.